Господине Џафери, ви благодарам многу за можноста да го имаме ова интервју за Медиумската информативна агенција. Ја почнувате втората недела како технички премиер во владата, чија што главна цел е организирање на фер, демократски и слободни избори. Кажете ми, дали досега превземавте одредени активности кои што се поврзани со изборите и што планирате натаму? Прво и основно, ја почнувам втора недела како премиер на владата и секако дека се превземени активности во смисла на организацијската поставеност на владата во целина и како состав на владата и како администрација и административна подршка на работата на владата. Секако веќе се одржани 2 седмици, како што знаете, значи прва конститутивна и прва редовна седница, на кои што се поставени принципите, околностите на начинот на работа и функционирање на седниците на владата. Закажени се веќе 2 нови седници за утрешниот ден. Прва затворена седница која што треба да се бави со соодветни класифицирани податоци и информации и втора редовна седница на која што треба да се разгледаат проекции од редовното функционирање на собранието. Секако се прават подготовките по однос на оно што е процесот изборен. Формално тоа се пред активности во очекување на распишување на изборите и секако се прават подготовки по однос на оно што е вклученоста на меѓународни фактор и институции кои што имаат принадлежности и интерес за следење на процесот на избори. Во тој контекст денеска имав соодветна средба со амбасадорите на земјите членки на Европската унија, за да можам да им представам кои се активностите, во која динамика и за кои цели, за да можат да имаат јасна слика и представа за оно што не очекува како влада, што ни се обврските и за да можат да следат и нивни обврски и активности по однос на комуникација со владата. Така да тоа е сетот на подготвителни работи и тоа не значи дека се завршени, тоа се во тек, значи со секој ден како што приближува времето за отпочнување на сите процедури формално и по распишување на избори. Во меѓувреме по распишувањето ќе добиеме и роковник од Државната изборна комисија, од каде што по-конкретно ќе произлезат и потребата од по-конкретни активности со динамика дневна, неделна. Кога ќе имате средба со членовите на Државната изборна комисија? Па ја мислам дека би требало прво на размислување сум пред да се распишат избори. Да имам почетна, она условно кажано запознавачка средба, иако со сите членови се знаеме од претходниот период, и тамо да ги координираме и да ги усогласиме активностите и надлежности, кој по која надлежност и обврска што треба да прави, кога треба да прави, за да можеме да поставиме систем на комуникација и координација на надлежностите и обврските кои што произлегуваат од изборниот законник и од законот за влада. Имајќи предвид дека Државна изборна комисија според закон е единствен надлежен орган за спроведување на изборниот процес, владата според законот за влада и измените во изборниот законник ја има подготвителната обврска за да подготви предуслови за да може Државна изборна комисија да ги спроведе сите тие активности, така да таа комбинирана работа на надлежности и обврски и во тој контекст треба да имаме координативна средба и ќе ја имаме навремено за да можеме да ги определиме и роковите и обврските кои што произлегуваат од таа активност. Во контекст на Државната изборна комисија и на изборите, Државната изборна комисија се уште е без еден член, а исто така во собранието не се донесени ниту измените на изборниот закон кои што се поврзани со забелешките на ОПСЕ и ОДИХР. Од оваа позиција, во однос на членот на Државната изборна комисија, тоа е активностите започнаа додека се уште вие бевте во собранието. Од оваа позиција сега, како председател на владата, како и дали може да влијаете да се пополни ова место во Државната изборна комисија и да се донесат тие измени на изборниот законник
и за да добиеме секако не само позитивни забелешки од страна на Европската Унија и на ОПСЕ и на ОДИХР, туку и да нема проблеми и сомнежи за некакви нерегуларности на изборите. Виде, во однос на изборот на член Државна изборна комисија, со јавните настапи на опозицијата се направи фама дека јас сум бил пречката формално. Во суштина тоа и вие знаете во комуникација што сме ја имале, дека процедурите се пропишани соодветно. Оно што беше моја надлежност како председател на собранието, знаете дека ги преземав сите активности за да се исполнат обврските и роковите по однос на потребата. Поставката е надлежност на собранието и со ова не сакам да се добива чувство дека ја префрлувам сега вината, односно одговорноста таму, па нас не интересира. Може ли сега со оглед на... Не е работа на влијание, не треба ничие влијание да се има. Опозицијата треба да прави напори да обезбеди соодветно комуникација со политичките партии кои што одлучуваат, кои што имаат гласови во собранието, имајќи предвид дека изборот е со двотретинско мнозинство. И да престанат да се бават со расправа околу процедурата, околу ово, дека треба да обезбедат на председателот на собранието да може да има предуслови да дојде што побрзо точката на дневен ред, што побрзо да се изјаснат пратениците за едниот предлог, за да може да се добие. А што е камен на сопнување во однос на изборниот законник? Во однос на изборниот законник, ако се сеќавате, на 4 декември беше лидерската средба организирана во собранието и таму заклучок беше пратеничките групи да се огледат и да се договорат. Од владата тогаш беше доставен драфт текст до мене, додека бев во собранието, дистрибуиран е до сите пратенички групи и више се чека на пратеничките групи. Истото прашање денеска ми се постави од амбасадорите кои што беа присутни на средбата заедничка и мојот став е до наредна седница на влада. Добре. Да чекам. До следната недела? Да чекам. Не утре, туку до следната? Не утре, до следната недела, значи пред распишување на избори. Доколку нема предлог конкретен по однос на оно што е драфтот, под предпоставка дека е усогласен, за тоа и го пратиле како драфт за да се дистрибуира до пратениците да го пуштат во постапка, тогаш владата уште еднаш ќе го разгледа како материјал тој драфт, ќе го прати до собранието во соодветна постапка и тогаш настапуваат обврските на собранието да го донесе изборниот законник, имајќи предвид дека од распишување до одржување избори има 70 дена минимум. Сметам дека е доволно време и да се донесе законот и да се постапи соодветно по одредбите од законот, така да формално, правно и со временската дистанца се има доволно време да може да се донесе законот, така да нема да оставиме само на фактот дека тоа е ставено до пратениците и сите да се повикуваме дека само пратениците се тие што треба да постапат. Ако не се постапи таму, ќе постапиме ми од тука и ќе иницираме таа работа. Значи тоа е оно што може да го направиме ние како влада и како состав. Иако е кусо времето, речем 10 дена се поминати од како сте премиер, каква е соработката со министрите од ВМРО ДПМН, со министрот за внатрешни работи Тошковски и со министрот за труд и социјална политика? Па, искрено да кажем, пред одржување на конститутивната седница, јас имав една средба со министрот за внатрешни работи. Министрот за труд и социјална политика не беше присутен, ниту на седница, ниту претходно. Разменивме мислење околу тоа што значи членување во влада и обврски кон институцијата влада и што значи спроведување на одлуките и на законите кои што произлегуваат како надлежност на министр за внатрешни работи во овој состав. И со јасна дистинција на оно што е улога на министр како член на владата
и што е неговото политичко право за учество во политичките дискусии, партиски активности, значи не се оспорува никакво негово учество или апсолутно, значи неговата политичка активност во рамки на субјектот кој што доаѓа, впрочем, за тоа е и политичка влада, но се усогласивме дека она што е процедура овде да се следи процедурата. Но од конкретните однесувања на секоја седница поединечно ќе следат и конкретните одлуки на премиерот на владата во смисла на пополнување на активностите и на обврските и на тие министерства, имајќи предвид дека законот за влада познава истоветни надлежности на министрот и на заменикот министр во ситуација кога министрот не е во можност да учествува во работата на владата, го заменува заменикот со сите права и должности и можности соодветно и да одлучува по односните прашања, така да во законска рамка и во контекст на оно што е институционална поставеност на функциите, обезбедува функционалност и присатност на сите чинители што починат составот на владата, и во тој контекст јасно ставив до знаење и повторувам дека владата нема пречки да функционира без оглед кој би бил политичкиот однос и однесувањето на поединците во составот на влада. Има многу прашања што би сакала да ви ги поставам. Наследивте одредени проблеми како премиер. Она што е прво на оваа листа секако се пасошите. Формиравте работна група. Во меѓувреме излегува информации дека замената би можела да биде со компензација, односно со рефундирање на средствата и ред други информации, реорганизација на службите и така натаму и така натаму. Како ќе се реши овој проблем со замена на пасошите? 12 февруари е многу блиску. Имаме граѓани од земјава кои што немаат изведено нови пасоши, но имаме и граѓани кои што се надвор од државата, кои што работат некаде и немаат пасоши. Факт е дека оваа тема се отвори на првата редовна седница во владата и во дискусијата имаше погледи, гледишта, предпоставки, предлози како би било, што би било решение. Имајќи ги предвид шаренилото на погледи, чувства за потребно да се институционализира и тие погледи да можат да се искажат на едно место, за да се направи анализа на сите тие гледишта, која би била изводлива, која не би била изводлива, и на крај да излеземе со конечно решение како одлука. Но, на жалост, како што впрочем може би била претhodно воспоставена пракса, на хипотетички размислувања се излезе со евентуални решенја, па едни би биле вакви, едни онакви. Така да еве и ова прилика да укажам на членовите на владата да не практикуваат више да општат работи со јавноста кои што не се конечно решение на владата, затоа што создава конфузија во однос на оно што би можело да биде конечно. Ова се однесува и на вашиот сопартиец, господин Тасмани? Овде ја ниту ги гледам како сопартици, ниту ги гледам поинако. Ги гледам како член на влада. И работи кои што немаат конечно решение не може да биде предмет на јавна расправа. Ќе биде утре тоа на седница? Па мислам дека утре ќе се реферира по однос на гледиштата и оно што сметаме дека изводливо би било како одлука, конечно како би се спровело, а оно што би сметале дека е неспроводливо, ќе треба да најдеме алтернатива која би било решението. По однос на имањето или немањето пасоши, јас не се согласувам дека имаме граѓани кои што немаат пасоши, кои што се надвор. Оти никој не можел да се најде надвор без пасош, освен ако илегално не поминал гранична линија, па без документи да оди некаде во светот да може се би, најде. јас Но и во таква ситуација, добро, без оглед, поради јавноста, не спорам со формулацијата, но го појаснувам. Добро. Статусно што е прашањето. И под услов
да имаме државјани на оваа држава, без еден документ надвор, а да се изјасни дека сака да дојде во државата. Државата има уставна обврска да му обезбеди враќање во државата. А тоа значи државјанин на Република Северна Македонија и без еден документ, ако дојде до граница за влез во државата, државата е должна да потврди негов статус по однос на државјанството и доколку се потврди државјанството, е должно да го пушти без еден документ. Имајќи предвид дека од надвор не може да се патува без никаков документ, државата има воспоставена мрежа на дипломатско-конзуларни представништва, кои што имаат надлежност и обврска на таквите случаеви да им издаваат соодветен документ за патување во еден правец, за да можат, народски кажано, тие наши граѓани да се докопат на институциите на државата, внатре во државата. И овде да се обезбеди хитноста на издавање на документи. По однос на потребите внатре, резидентни што се во државата, а имаат потреби да патуваат, мислам дека е коректно да се каже дека секој еден што има потреба да патува, планирал да патува, освен во хитни случаи што му е хитно, непредвидено, па мора денес за утре да решава, тие што планираат навремено треба и да си одат пред органите на државата. И јас извадив една статистика, дневна фреквенција на барање на ниво на државата. Од прилike 10.000 луѓе дневно имаат барање по однос на сите документи лични. Лични карти, пасоши, возачки, сообраќајни регистрации. На ниво на државата. И затоа не е пречка, доколку некаде во едно подрачје е преизразено бројноста на баратели. Организацијски институцијата треба да се постави да води евиденција и ред во смисла граѓаните да не чекаат редови на една точка, а другата точка е празна цел ден. Да ги упатат граѓаните во соседната точка на апликација, односно на поставување и извршување. Може би во најблискиот град. Па добро, не мора најблискиот град. Скопје, например, има 4 или 6 пункта. Ако кисела вода е толку наплив, а во Бутел или Газибаба, која што е соседна, или центар, тој што води поставка на пунктот, треба да ги упати граѓаните. Добро, сега навлеговме во детали во однос на реорганизација. Тоа е организацијски, значи да. Невозможно е, нема решение. Да. Има и ќе има решенја, а и ние ќе излеземе со конкретни решенја. Да одиме на утрешната владина седница. Се надевам дека утре ќе имаме и поконкретни решенја за сите овие прашања. Да. Од утрешната седница јавноста очекува исто така да од владата повторно да се упати кон собранието предлог законот за рестриктивни мерки. Какви беа тие административни забелешки што требаше да се внесат во законот? Добро, административно прво и по однос на представниците кои да ќе бидат исти, нема да бидат исти. По однос на дилемите кои што ги отворија во јавноста без да се гледа текстот. Искрено, ја и не стигнав да го видам текстот тамо, пошто под надлежноста тамо и немав обврска да го гледам текстот како материјален дел. По однос на статусот овде, сметав дека е посоодветно да се повлече, особено што имаше, како информација имав, дека внатре во составот на влада имаше несогласување околу текстот. Точно таа информација излезе во јавноста. Добро, затоа викам, и сега се создаде клима дека нешто се прави противуставно, противзаконски, да. Сега, ако го гледаме правниот аспект, може би има проблеми, има состојби кои што
не се совпаѓа со правниот систем. Моето гледиште е политички на тоа, како политичко решение во смисла создавање предуслови за зацвртување на предусловите за борбата против корупцијата и организираниот криминал. И ако тоа би требало да биде додадена вредност за напорите на државата, за справување со таа појава, во тој контекст е политичка одлука во смисла да се создават нови можности, дополнителни можности, за да се спроведат правните аспекти на оно што е конкретната борба. И во тој контекст мислам дека е неопходно да се гледа законот, не стриктно само од правен аспект, значи и од политички контекст да се гледа работава пошироко, за да има прифатливост по однос на целта која што се поставува пред законот. Да. Правниот дел, професионалниот дел, ја не би сакал да го оспорам, секако фейлата има право да си ги гледа и затоа и е правната фейла, меѓутоа, покрај правниот аспект, државата има политички обврски и можности и потреби кон граѓаните да излезе со дополнителни мерки по однос на борбата со корупцијата. Има информација дека господинот Луга, министерот за правда, ќе отпатува во Турција и дека неговата посета е поврзана со екстрадицијата на Палевски. Дали владата дали вие како премиер сте во позиција да споделите информација, дали оваа информација е првоточна и дали што ќе разговара во Турција министерот Луга? Добро, во секој случај, значи тоа е надлежноста на ресорното министерство. Да. И тука нема никаква пречка и дилема, ни тајност во смисла на обврските што треба да ги спроведе. Министрот информира дека има потреба да се патува во иностранство, конкретно во Анкара. Предпоставувам дел од прашањето зашто да не ќе биде и тоа, затоа што тоа е тема која што не засегаше сите и не засега сите за да зема соодветен епилог по однос на постапките, процедурите меѓународни. Така да нема ништо тајно во смисла на оно, освен процедурите кои што се очекувате тие разговори да забрзаат екстрадицијата на Палевски во Македонија? Сега не сакам да преюдицирам која што ќе биде содржината на разговорите таму, но во секој случај неопходна е комуникација директна и лична таму да се биде, за да се види кои би биле постапките, процедурите, што би требало дополнително евентуално да се направи. Затоа е таа лична комуникација и воспоставена во рамки на меѓународната соработка со соодветните братски институции со кои што соработува и со кои што соодветно имаме билатерални спогодби за комуникација. Го споменав министерот Луга, викендов и денес продолжува. Викендов имавме поделба јавно веќе, поделба во Алијансата на албанците. Денеска продолжуваат тие препокувања, има и некои нови ситуации, несакани ситуации, да речам нови. Стабилна ли е владината коалиција, имајќи предвид дека Алијансата на албанците партиципира со тројца министри во владата и имајќи предвид дека овие тројца министри се на различни страни во тој раскол во Алијансата на албанците? Јас сум премиер на владата, кој што сум излегол пред собранието со предлог на состав на влада и програма за работа на влада. И моите надлежности се да следам работа на влада. Да констатирам дали сите членови на владата се во рамки и во правец на исполнување на оно што е програмската определба за која што овој состав добил поддршка соодветно од собранието. Секако не спорам во правото на учесниците да ги преиспитаат своите ставови по однос на учеството во владата. Така да секој еден член на владата е слободен да се изјасни по однос на својот статус понатамошен во владата. Така да моето е да следам и во меѓувреме сhodно на однесувањето и изјаснувањето и да постапам во рамки на моите надлежности. А моја надлежност во такви ситуации како крајна е да излезе пред собрание со други предлози уставни надлежности кои што и се.
Но во секој случај, по соодветни консултации, по односното прашање, јас ја следам состојбата, должен сум да ја следам состојбата, не ги коментирам состојбите. Ке побарате ли смена на министрите? Министрот Меджити веднаш се изјасни дека е на страната на господинот Таравари, кој што кажа дека на избори ќе оди со опозицијата, значи нема да оди со СДСМ и со ДУИ. Исто така господинот Сила, кој што е од другата страна, рече дека Алијанса на албанците ќе оди сама на изборите. Имајќи ги превид овие изјави кои што се од вчера, денеска веројатно во последниот сат може има и нови или во моментиве кога го правиме ова интервју. Практично овие министри не ги поддржуваат СДСМ и ДУИ, односно оваа коалиција. Ќе побарате ли вие смена од нив? Нивна смена? Во принцип, знаете, многу одамна сум кажал, не сум политичар од Facebook политичар. Добро. Содно на тоа не сум премиер кој што се раководи со изјави по Facebook или не знам каде на партиски активности. Јас сум премиер на ова влада, кој што сум ја предложил составот на ова влада. И соодветно ќе треба да се изјаснат официјално членовите на владата во ситуација кога имаат спротивставени ставови, да се изјаснат во институционална линија, имаат чувство на припадност на овој состав или не. Не може да се раководам по оно што се случува по телевизии, по конференции партиски. Така да, ја имам воспоставена комуникација, имам надлежност и на лична комуникација со министрите, со замениците. Истоветно и ме укажува дека имаат можност на лична комуникација повратно и тие да може да комуницират па да кажат, така да јас се раководам од институционалната процедура и постапка и сhodно на тоа ќе одлучам кој ќе биде исходот на сите овие работи што граѓаните ги слушаат по телевизија и по Facebook. Политичките партии, вклучувајќи ДУИ, многу рано годинава некако ја почнаа кампањата. Вашата кампања, вашата и лична кампања и кампањата на ДУИ почна офанзивно на денот на вашиот избор, ако можам со таков воен речник да се изразам. Свесно ли влеговте, господине Џафери, вие и ДУИ во таков тип на кампања од самиот ден на вашиот избор, со ризик да предизвикате гнев кај македонците и кај припадниците на другите етнички заедници во земјата, сакајќи да придобиете што повеќе гласови за ДУИ и да ги задржите оние ваши членови и поддржувачи? Свесно ли влеговте во тој ден? Прво и основно, на денот на изборот до гласањето ја сум мандатар. Ниту сум покренал, ниту па сум водел кампања. Сме се нашли тамо кај што ми е местото да сум во собранието. Тамо е доставен проектот. По завршување на изборот, испливот на чувство на луѓето е слобода на изразување. Бевте следени од самото излегување од да речеме од дома до патувањето до собранието, вие бевте следени од камери. Во собранието имаше новинари кои што не беа од Македонија, седеа во дипломатскиот дел. Ве прашувам за дел кој што предизвика не само кај македонците револ, туку и меѓу албанците. Проекцијата на политичко организирање е надлежност на партијата која што мисла дека така треба да се представи како субјект. Ниту сум имал сознание, ниту па сум можел тоа да го спречам. И во крајна инстанца, зошто би го спречува ако тоа е проекција која што мислите дека тоа ќе донесе многу повеќе гласови на ДУИ? Тоа е промовирајќи ве на таков начин? Израз на искажување чувства. Како луѓето го доживуваат еден чин. Второ, по однос на новинарите. Никаде со ништо не е забрането медиум, дали домашен или странски, да биде присутен во соодветен настан. Но затоа е пропишена соодветна процедура.
За домашните медиуми, годишното акредитирање е според процедура во собранието или акредитира председателот на собранието. Впрочем, вие сте еден, иако сте државна институција, формирано собранието, но по постапка си добивате акредитација за тоа што денеска сте вие, утре може би е променет новинарот и биде друг, за да се знае, значи да се има евиденција кој доаѓа, кој оди. По однос на странските медиуми, тие што сакаат и имаат потреба и мислат дека треба да следат работа на институциите во оваа држава на годишно ниво, апликациите ги прават преку Министерството за надворешни работи и одлучува други институции на годишно ниво. На дневно ниво, како што беше случајот, дневна акредитација на странски новинари ја прави институцијата каде се одвива настан. Така да би го направиле ли тоа поинаку од денешна гледна точка меќе организацијски ви кажувам, организацијски не била надлежност моја како мандатар или да. Организацијски било партиска работа, побараве соодветно ваше учество и партиципација, дозвола од собранието, значи не е работа дошол некој од Марс па упаднал у влада и таму. Тоа е работа на политичките партии, по однос на кампањите. Цел мандат 4 годишна кампања сама по себе и со однесувањето во собрание, со однесувањето во влада, со однесувањето во други институции. Тоа е више недефинирано, не можете да дефинирате што, кому, кога им почнало кампањата. Тоа е више одраз на оно што е сметаат според статут субјектите кои што учествуваат во политичкиот живот. Да. Кога СДСМ и ДУИ ќе објават дали ќе настапат со заеднички листи на изборите? Соодветното прашање ќе имате можност по излегувањето од овде на Димитар Ковачевски како председател на СДСМ, бившиот премиер, да го поставите, соодветно на Али Ахмети како председател на ДУИ, кој што според овластувањето од партиските органи е овластен за разговори по односното прашање, така да ниту имам надлежност, ниту чувствувам потреба да предпоставувам што ќе се случи. Така да ово прашање ќе треба да го адресирате. Предпоставувам истиот одговор ќе ми го дадете и на прашањето дали ДУИ ќе го поддржи председателски кандидат на СДСМ. Исто е одговорот. Значи не треба да предпоставите, значи надлежноста е нивна. Јас сум премиер да си водим ово, а како премиер за разлика од председател на собрание ќе има можност во органите на партијата и да се изјаснам и да одлучувам, значи да учествувам во одлучувањето, така да. Дали тогаш штрајкот во Фондот за здравствено осигурување на Македонија и кратењето на средствата од платите на вработените ќе биде на дневен ред на утрешната седница или дали воопшто владата ќе расправа за ова прашање? По тоа прашање не чекав утрешна влада да се дојде, веќе имав координативна средба со институциите, за да согледам од каде потекнуваат причините за тоа. И секако институциите добиваат и соодветна критика зашто дошле во ситуација по пат на јавен искажен став преку протести и штрајк да се дојде до право кое што е стекнато со определени одлуки и веројатно тоа е оставштина од начинот на менаџирање на соодветните институции кои што се надлежни по односните прашања. Како ќе им помогнете на овие вработени? Па очигледно е дека по однос на студентите што најавија, по бирократското однесување во некоја институција допринело да се има доим на задоцното исплата на оно што е законска определено. Што значи некој не си ја вршил својата работа на време. И тоа ќе треба да го дефинираме и соодветно тоа човечки да се укаже прв пат дека таков начин на функционирање
не е дозволив и нема да го толерирам. Со соодветни методи на контрола и надзор над работата на членовите на влада и на институциите кои што се врзани за влада. Однос на Фондот за здравство е последица на закон, односно одлука, која што ќе треба да се доразгледа одлуката во кој дел е спорна и зошто требало како резултат на одлука за методологија на определување на бодови и на утврдување на платите, за да се дефинира точно од каде е изворот на тоа и натаму више да се попречи институционалниот аспект на изворите на таков исплив на незадоволство. Значи, да сме на чисто. Значи, правото на штрајк е неспорно и право обезбедено за секој. Но обврска на институциите е да ги спроведат своите обврски, за да не дојде узрочно-последично да преку штрајк се оствараат права. Значи, тоа што е законско, да се постави систем на воспоставена можност на право и да се следи системот да се извршуваат обврските за реализација на сечие право. Со што друго може да очекуваме од утрешната владина седмица? Зависат одлуките од точките кои што се предмет на расправа и од конечните одлуки по однос на спроведувањето. Така да, во принцип, не скакам пред да кажам оп и не се подпирам на предпоставки што ќе правам утре, него од завршена работа известувам за оно што е завршено и што останува за довршување и во наредни период да се заврши. Значи, во принцип, зборувам за конечни извршни работи, а не за предпоставени работи кои што се наша обврска и надлежност. Предпоставените се работи се во доменот на планирање на активностите, а завршените работи се во контекстот на известување и комуникација со граѓаните на времено да добиват информација за оно што е завршено и остварливо, а другото е планирачко што следи да се заврши. Така да, ова е принципот на работа и така ќе треба да се навикнеме сите, да не очекуваме хипотетички предпоставени работи и активности да се најавуваат пред време. Многу ви благодарам за ова интервју и ви посакувам успех во работата. Благодарам и вам на можност. И добре дојдени секогаш.